Следниве минути во бекстејдж резервирани за една наша многу драга пејачка, драга на редакцијата и специјално за бекстејдж ни допатува од Струмица, да ти се заблагодарам уште на самиот почеток на интервјуто за тоа. Сања Цинцева, Барби или Барбика, како што те знае цела македонска јавност. Добре дојде во бекстејдж после долго време, не си била некој период, како се чувствуваш? Ете така, добро ве најдов. Баш ми е драго и пријатно што сум во прекрасно друштво со тебе. Ти благодарам на поканата. Се чувствувам прекрасно и секогаш расположена за добрите емисии. Каде и што прави Сања летово, ме интересира? Па летно време работно, дома, се надевам дека ќе се спремаме сега и за одмори. И мислам дека ќе го поминам летниот период и работно и се надевам дека ќе отпатувам некаде на одмор. Сања, кога е во прашање твојата кариера, од секогаш некако правеше смели избори на песни, на аутфити, дури во една прилика имаш изјавено дека не би сакала никого да копираш, секогаш сакаш да е нешто премиерно, да е ново. Дали се уште работиш со истиот ентузијазам и од каде наоѓаш мотивација за сето ова? Па така, не сакам точно никого да копирам, меѓутоа наоѓам некакви идеи од други исто колешки, меѓутоа не се истите идеи, него се трудам да ги променам или пример ќе најдам некоја колешка кој што ќе ми се допадна стајлингот, ќе ми се допадне песната, па ќе смислам некоја сосема друга идеја да е нешто такво, секогаш се трудам уште подобро да го направам. Која твоја песна ја сметаш за најголем хит и која публиката најмногу ти ја бара? А имаш многу досега издадено. Па така, јас сум препознатлива по Министерка. Тоа е во првите години од мојата кариера. Таа ми е како лична карта и секогаш ќе ми остане лична карта, меѓутоа сега со текот на годините како стварам нови песни, ми се издвојуваат Срце балканско, ми се издвојува Што ќе ми е богатство. Знаат да ми ја побарат, исто ми се издвојува песната која што ми е мене многу драга и многу мила, исто со Џамбо Ангушеви. Старите македонски песни кои што ги преработив, ми се издвојува Жени се радо, исто знаат да ми ја побарат многу често на настапи. И тоа е. Кажи ми, Сања, дали според тебе постојат искрени пријателства на естрадата? Со кого се дружиш ти од тој круг на луѓе? Па за пријателство колегијално се дружиме кога се наоѓаме на некои емисии. Ова маце ми е смешно. Не сакам многу да зборам и да коментирам на таа тема, меѓутоа се наоѓаме на емисии, се дружиме, искрени пријатели од естрадава многу малце ги имам. Тие кои што соработувам со нив, не комуницирам многу со колеги и со колешки, пошто како гледам некоја, како да кажам, Ја гледаат како конкуренција? Не се работи за конкуренција, меѓутоа луѓето се малце од еднашно време станати како љубоморни, завидливи. Така да не ми треба таква енергија. Своевремено имаш изјавено дека би сакала да снимиш дует со Јордан Митев. Сега ме интересира дали најмногу се поклопуваш со него енергетски, ти одговара неговиот вокал, го сметаш за професионалец, од која причина? Дали уште си на тоа мислење? Па како енергија немам таква близина, не сум била не сум била ни на настап со него, меѓутоа го издвоив него за тоа што секогаш го гледам како прав професионалец со понашање, со карактер, со работа, со песни. Едноставно, буквално ми е тој некако како целокупен пакет кој што постои на македонската естрада. И во однесување, и во секој смисол на кариерата која што стои позади него. Сега, астролошки гледано, ти си хороскопска риба. Тие малку важат за меланхолични, дека брзо се растажуваат, некако се емотивни. Дали би се опишала себе си така како личност? Па да, емотивна сум.
А ние рибите имаме еден проблем кој што ние гледаме се, меѓутоа не го искажуваме тоа. Не даваме до знаење на спротивникот дека ние како пред време ги чувствуваме работиве и мене често ми се случува дури да знам кој што како мисли по самата фаца кога ќе го видам. Рибите се емотивни, инаку ние сме многу барани за во друштво затоа што сме секогаш расположени, секогаш полни со енергија. Меѓутоа, да се надовртам на Маветов, имаме проблем што тоа што ние го мислиме и ние тоа што го правиме, мислиме дека и другите со истата добрина мислиме дека ќе ни возвратат, меѓутоа не е така. И често се наоѓаме повредени, навредени, разочарани. Меѓутоа, јас секоја сум кажала и ќе кажам, јас ќе останам иста со добрата мисла во главата. Спротивникот кој како мисли, така нека продолжи. И покрај сите твои животни искуства, нели, со колеги, со пријатели, дали се уште верува Сања на луѓе? Или си попредпазлива? Па моментално сум во период кај што не верувам повеќе на никого. И не можам да верувам од истите тие причини што ги наведов претходно. Многу пати се лажам за некои луѓе дека се окей, дека се добри и на крајот знаеш како со ножот во грб. И многу сум разочарани од пријатели, од пријателки, од многу блиски луѓе. Сум се наваѓала во таква ситуација и секогаш знам да си го оставам тоа во себе, никогаш немам сила да го искажам и да му кажам дека јас знам дека ти према мене грешиш, ама немам таа сила да возвратам. И секогаш повлекуваш? Ги оставам така како што се повлекувам, буквално, затоа што јас кога ќе се изгладам, јас повеќе не се враќам. Што те мотивира најмногу да продолжиш да се бориш во животот и да работиш и да создаваш? Па што ме мотивира? Самата себе си се мотивирам јас. Фамилијата дома ме мотивира, ми дава подршка голема. Иако имам и многу блиски пријатели кои што исто така многу ме мотивираат, кај што од нив примам совети, делам идеи, се допрашувам со некого како што да направам. Си наоѓам мотивација во животот. Кој е твојот најстрог критичар и поддршка кога е во прашање работата? Тука делумно ми одговори претходно. Па можам да го извеам брат ми. Тој ме критикува. Исто така, многу често знам пријателите да ги прашам каде сгрешив. И многу често знам да им кажам, те молам не ми лацкај, кажи ми, нема да се налутам. Сакам од вас да слушнам каде грешам. Многу често ми се случува да прашам кај грешам, што да направам, како да направам. Меѓутоа, брат ми е тој најголемиот критичар кај што стои за песни и за гардероба, пример, која е прашање нешто, аутфит, да ми каже што како, да ми прати нешто да видам. Со него така ја имам повеќе таа консултација. И неминовно ми е на крај на ова интервју за Бекстејдж да ти поставам едно љубовно прашање. Што е најважното кое што го научи за љубовта низ годините? Од оние врски кои што досега ги имаш или остварено? Па за врските нема да зборам, меѓутоа ќе кажам така. Најважно е да се сакаш самиот себе си. Тоа е најважното нешто во животот. А за љубовта нема да коментирам. Благодарам многу што беше искрена денес пред објективот на Бекстејдж. Ти благодарам и тебе на поканата. Се надевам ќе се видиме повторно.